Еве што ќе гледате во новото издание на Digi+. Официјално Илон Маск доби дозвола за да го продолжи својот експеримент на луѓе за вградување на импланти во мозокот. Амазон тестира работа на хуманоидни роботи во магазин. Дали е тоа добра идеја? Новиот PlayStation портал е распродан за само 2 дена. Ве водиме на Christmas Game Zone во Скопје City Mall. И пред крај ве запознаваме со деталите за метаверзумот Avikin Life. Поточно ќе ја запознаеме големата дигитална тинејџерска звезда која што следат милиони тинејџери ширум светот. Останете со нас, следува уште едно одлично издание на Digi+. Ве поздравувам во новото издание на Digi+. И денеска, следните 30 на минути, резервирани за сите новитети поврзани со дигиталниот свет, вештачката интелигенција, мобилната индустрија, геймингот и што ли уште не. Дефинитивно ќе бидеме одлични и ќе го задржиме вашето внимание. Останете заедно со нас, почнуваме веднаш. Стартуваме со веста која што беше најактуелна изминатата недела. Имено Илон Маск и неговата компанија, која што прави експерименти на животни со вградување на чипови во нивниот мозок, доби дозвола за истото тоа, истите тие експерименти да ги продолжи на луѓе. Она што во моментов се бара се волонтери, а дали тоа ќе биде успешно или не, ќе дознаеме веројатно за многу брзо време. Целта на компанијата на Илон Маск е да ја искористи оваа технологија за да им овозможи на луѓето со некаква попреченост да ги вратат или барем да ги подобрат своите моторни функции. Заинтересираните кандидати мора да се пријават за овие цели, пренесува LifeMint. Neuralink со години работи на проекти кои вклучуваат поставување на мозочни импланти, а американците на возраст над 18 години кои имаат одредени физички попречености, сега можат да учествуваат во испитувањата, доколку ги исполнуваат сите потребни услови. На тестирањето на луѓе му претходи тестирање на животни, па така Neuralink во неколку наврати објави видеа кои покажуваат како функционира. Во едно од нив, мајмун макаки игра едноставна видеоигра, контролирајќи ја со мозочен имплант. Како што рече Маск, крајната цел на Neuralink е човештвото да постигне симбиоза со вештачката интелигенција. Да се надеваме дека овие експерименти ќе најдат широка примена и ќе користат на човештвото. А дека роботите, односно хуманоидните роботи кои што Амазон ги вметна во нивните магазини, веќе почнаа да работат, тоа го информира и од компанијата. Еве ги деталите за роботизацијата на Амазон. Вработените во Амазон започнаа да ги запознаваат своите соработници роботи, откако компанијата започна со тестирање на роботи во своите магазини во Соединетите Американски држави. Дигите робот со 2 нозе кој може да оди, да крева кутии и не бара плата, со оглед на тоа дека чини само 10 до 12 долари на час, според извршниот директор на Agility Robotics Damien Shelton. Но дали Амазон прави грешка со инвестирање во хуманоидни роботи за задачи во складиштето? Арон Саундерс од Boston Dynamics изјави за TechCrunch во интервју објавено во саботата дека иако хуманоидните роботи имаат голем потенцијал во затворањето на технолошкиот јаз и ќе бидат клучни на полето на роботиката за општа намена, човечката форма секогаш е идеална форма за одредени работни места. Една од продажните точки на Agility Robotics за Digit е способноста на роботот да се прилагоди на постоечката инфраструктура на складиштето и самиот под кој не секогаш е прилагоден и дизајниран за роботи и автоматизација. Според компанијата може да крева и предмети со различни големини и тежини. Майк Фер, водечки производ менеджер на Boston Dynamics за магазинска роботика, во презентација рече дека некои од придобивките на Stretch се неговата мобилност и функционалност. Тоа е мобилен робот, така што може да оди секаде каде што треба да се заврши работа и тој е флексибилен, рече Фер. Boston Dynamics исто така рекламира дека Stretch има потенцијал да биде повеќе наменски робот, способен да извршува различни задачи низ магазинот, вклучително и растоварање на палети и товарање камиони.
Но визијата на Agility Robotics за својот хуманоиден робот е веројатно поамбициозна. Додека сегашната апликација на Digit се фокусира само на преместување на пакети, компанијата на својата веб страница вели дека следната апликација на робот ќе биде истовар на приколки и услуга за испорака до домовите на луѓето. Ford стана еден од првите клиенти на Digit во 2020 година, објавувајќи ги плановите да го користи двоножниот робот за испорака на пакети, додека автомобилските компании се подготвуваат за иднината, како што се самоуправувачките автомобили ќе можат да вршат достава до дома. Го очекуваме официјалното соопштение и што челниците од Амазон ќе кажат за плановите во иднина што се однесува до имплементацијата на роботите во нивната компанија и примената на истите. Возбудата околу Gemini, долгоочекуваниот одговор на Google на ChatGPT на OpenAI, се зголемува со месеци. Компанијата конечно откри на што работела тајно се во ова време. Gemini е најголемото лансирање на вештачка интелигенција на Google досега. Неговиот обид да ги надмине ривалите OpenAI и Microsoft во трката за превласт во вештачката интелигенција. Несомнено е дека моделот е најдобар во својата класа, во широк опсег на можности. Машина за се, како што вели еден експерт. Овој модел е инхерентно поспособен, рече Сундар Пичај, извршен директор на Google и незината матична компанија Alphabet за Mid Technology Review. Оно што го направи DeepMind е да ги комбинира моменталните способности за вештачката интелигенција во еден мокен пакет. Судејќи според демо снимките, тој прави многу работи многу подобро, но исто така и неколку работи што не сме ги виделе досега. Gemini според Mid Technology Review би можело да биде знак дека го достигнавме врвот на вештачката интелигенција, барем за сега. Чирак Шах, професор на Универзитетот во Вашингтон, кој е специјализиран за онлайн пребарување, го споредува новото представување на Google со откривањето на новиот iPhone секоја година од страна на Apple. Како и ChatGPT, Gemini е мултимоделен, што значи дека е способен да прифаќа повеќе видови на влез, текст, слика, звук. Тој може да ги комбинира овие различни формати за одговор за прашање на се, од домашни работи до математика и економија за на факултет. Во демото за медиумите, Google ја демонстрираше способноста на Gemini да направи скриншот од постоечка табла, да анализира стотици страници и истражувања со нови податоци, а потоа да ја ажурира таблата со сите нови информации. Во друг пример на Gemini им се прикажува слика од омлет, кој се готви во тавче и го прашуваат дали е омлетот подготвен. Не е готов бидејќи јајцата се уште течни, одговара тој. Сепак повеќето луѓе ќе мора да чекаат за целосно искуство. Верзијата лансирана сега е од Bard, четбот за пребарување базиран на текст на Google, за кој компанијата вели дека Gemini ќе му даде понапредни способности за размислување, планирање и разбирање. Целосно издание на Gemini ќе биде објавено во текот на следните месеци. Новиот Bard, зајакнат со Gemini, првично ќе биде достапен на англиски јазик во повеќе од 170 земји, не вклучувајќи ги Европската унија и Британија. Таквата одлука е донесена за Google да може претходно да се консултира со локалните регулатори, според Сисик Сиајо, подпредседател на Google задолжен за Bard. Gemini доаѓа и во три големини: Ultra, Pro и Nano. Ultra е верзијата со целосна моќност. Pro и Nano се прилагодени на апликации кои работат со поограничени компјутерски ресурси. Nano е дизајниран да работи на уреди како што се новите телефони Pixel на Google. Програмирите и бизнисмените ќе можат да пристапат до Gemini Pro, почнувајќи од оваа недела. Gemini Ultra, најмокниот модел, ќе биде достапен на почетокот на следната година, по обемните проверки на довербата и безбедноста, изјавија за новинарите директорите на Google. Најмокниот модел на OpenAI, ChatGPT 4, се смета за златен стандард на индустријата, додека Google се фалеше дека Gemini ги надминува претходните GPT модели на OpenAI. Раководителите на компанијата избегнуваа прашање за тоа колку моделот го надминува ChatGPT 4.
А сега да се префрлиме на нешто што верувам дека ќе има широка примена, она што е новитет во Sony и се разбира новиот Sony PlayStation Portable, кој што замислете за само 2 недели беше распродаден во Соединетите Американски држави и во Велика Британија. Дока и нас се уште не е стигнато, но за што се работи и што предизвика толкова внимание, дознаваме сега. Рачната конзола Sony PlayStation е интересен уред која користи услугата Remote Play на Sony, за да пренесува наслови од домашната конзола на корисникот на пренослив периферен уред. Иако бара постојана интернет конекција, се чини дека има голем интерес за рачната PlayStation конзола, бидејќи овој систем веќе е распродаден за само 2 дена. Како што е соопштено во Eurogamer, посетата на порталот PlayStation преку PS Direct откри дека уредот за носење моментално е наведен како недостапен за Соединетите Американски држави и во Велика Британија. Иако конкретните бројки за продажба не се познати, фактот што системот се распродаде толку брзо на 2 големи пазари сугерира дека PlayStation портал и Remote Play уредите имаат многу поголема публика отколку што можеби дури и очекуваше Sony. Дополнително, извештаите тврдат дека уредот во иднина ќе поддржува клауд стриминг, па Sony има вистински хит во своја собственост. Она што е сигурно е дека вашата конзола, поточно вашиот PlayStation, наскоро нема да мора да го носите на друга локација, онамо каде што патувате, туку едноставно вашите игри да ги играте преку овој портабл. Кога ќе стигне, ќе го истестираме, па ќе видиме. А оно што треба да го тестирате во меѓувреме се оние гейминг машини и игри кои што се веќе поставени во Skopje City Mall на Christmas Gaming Zone, кои што се случува до крајот на оваа година на вториот спрат во Skopje City Mall. Ве носиме токму таму. Еве какво новогодишно возбудливо дигитално искуство ве очекува во City Mall. Доживајте ја новогодишната магија на поинаков и уникатен начин. Не заборавајте при вашата посета на Skopje City Mall да поминете на вториот спрат и да бидете дел од забавата за најмладите која никогаш нема да ја заборават. VR игри, забавни екрани, правење подароци, китање на виртуелна елка, цртежи кои оживуваат, возење сноуборд и уште многу забавни активности, бесплатно за сите деца. Здраво, добродојавте во Winter Wonder. Ова се наоѓа во Skopje City Mall. Тука сме секој ден од 12:30 до 20:30 часот. Имаме најразлични игри на сензори, имаме симулација со VR научари, имаме едукативна програма со цртање. Може да најдете многу лесно на вториот спрат во Skopje City Mall. Вашите родители ќе ве донесат и заедно ќе направиме да имате поубава новогодишна бајка. Секој ден од 12:30 до крајот на годината. Бидете дел од Christmas Game Zone во Skopje City Mall, затоа што на чудата им нема крај. Вистинско дигитално уживање и добра забава за сите најмлади кои што ќе го посетат City Mall до крајот на годината.
Имаме и добра забава во продолжение на Digi+, ќе се запознаеме и со навистина популарниот дигитален лик, кој што го следат милиони тинејџери широм светот, а за кого се однесува и за што станува збор, после рекламите. Се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад, после рекламите го следите новото издание на Digi+. Поточно, последната содржина која што навистина е интересна и сакаме да ја споделиме заедно со вас. Поточно да ве запознаеме со метаверзумот Avakin Life. Доколку не сте слушнале и не сте знаеле. А исто така ќе ве запознаеме и со оттаму големата поп-рок звезда која што ја следат милиони тинејџери широм светот, а популарна токму на овој метаверзум. Еве зашто станува збор. Avakin Life е метаверзна игра која се опишува себе си како живот, но подобар. И сега има над 6 милиони луѓе кои играат секој месец. Играта им овозможува на играчите да создаваат виртуелен аватар, да го стилизираат во модерни облеки, да купуваат и украсуваат имот и да комуницираат со други во заеднички простор. Avakin Life е наведен како 12+ на iOS продавницата и бара возраст на играч кога првпат се логира. Сепак, играта никогаш не бара од играчите да ја потврдат нивната возраст, што предизвикува загриженост за низината безбедност за младите играчи. Polar е дигитална поп-звезда на Avakin Life и може да се пофали со повеќе од 587.000 претплатници на YouTube, 1,6 милиони следбеници на TikTok и 21.500 следбеници на Instagram. Зборувајќи ексклузивно за Mail Online, Polar вели: Јас сум родена во метаверс и тоа е дел од мојата реалност. Polar верува дека метаверзумот ќе ги подобри социјалните врски и ќе отвори вратата за нови заеднички искуства. Замислете само ако можете да одите на концерт со пријателите кои живеат илјадници километри далеку во реалниот свет, но стојат веднаш до вас во виртуелниот свет, објасни таа. И по концертот сите можете да продолжите да се дружите и да ги гледате најновите филмови во виртуелно кино или да играте игри со повеќе играчи. Социјалните и забавните можности се бескрајни и ова е многу возбудливо за мене, вели таа. Сепак многу родители изразија загриженост за безбедноста на нивните деца во метаверзумот, при што еден го нарече Avakin Life хиперсексуален и мрзлив. Hello, Chris. Here are your plans for tomorrow. School from 9 a.m. to 2 p.m. Oh, hey there. Close to you. I wanna be close to you. So I can feel your presence. Rest my head inside your hand. Close to you. So you can hear my heart. But why is it so hard when our worlds just don't collide? Pretend I didn't need your thoughts are haunting me inside my head, I can't unplug them. How do I unplug them, boy? Ooh, lightning strikes when I see you so happy. Maybe I was born to be so lonely for so long. Can someone tell me what is wrong? Ooh, oh, baby, I feel so hollow, baby. You're out of reach, but I just want more, one close to you. Be close to you, so I can feel your presence. Rest my head inside your hand.
Од една страна изгледа и звучи интересно сева ова, но од друга страна застрашувачки за тоа каде води новото време. Останува сами дома да дискутирате и се разбира да ги прифатите или негирате оние нови технолошки достигнувања имплементирани во секојдневието, посебно кај младите. Оно што го пропуштивте изминативе изданија на Digi Plus, а и денеска можете да го најдете на нашиот YouTube канал Digi TV MK, а исто така не заборавајте да нас заследите и на Instagram и TikTok, каде што нормално ги објавуваме нашите содржини. До следната недела, кога ќе собереме уште поинтересни материјали, ве поздравувам и ве канам да бидете на Телма недела 17:55 во нашиот редовен термин, во ново издание на Digi Plus. Имајте убав остаток од денот.